Прво е за тенковите. Зошто ги за дадовте авионите сите на Украина? Добро. Прво ајде тоа да го одговориме, пак идеме за друго. Аха, добро, едно по едно. Значи, тие беа дел од пакетот на чинам 15 одлуки за донации кои што ги донесовме како дел од Ќе кажете барањата. конечно што точно е дадено сега на Украина, може да се Се каже? е објавено на сајтот на Министерството, освен чинам дека беа последните две одлуки кои се уште се класифицирани затоа што не е одстранен Ќе ни безбедносниот наброите ризик. отприлика за да имаме осет некој? Освен тенковите, со одлука се дадени и хеликоптерите, борбените хеликоптери, авионите Сухои, определена количина на муниција, гранати, противтенковски бомби, отприлика мислам дека е горе долу тоа, сега ќе ми простите што Плюс не го минус. памтам целиот список. И сега имаме ние борбен авион моментално во држава? Не, и согласно формацијата на армијата и согласно оперативната поставеност не треба да имаме таков. Инаку овие Па зашто сме ги авиони, имале тогаш ако? овие авиони се набавени во 2001 година. Меѓутоа од тогаш до сега армијата претрпува сериозна трансформација и приспособување на незините капацитети согласно тоа што значи долгорочен развој на одбранбените способности. Тоа е еден голем документ кој се нарекува план за долгорочни, односно долгорочен план за развој на одбранбените способности и е повеќе годишен, бидејќи способностите на армијата не може да се менуваат. Хартија е хартија, хартија трпи се. Суштината да ја гледаме, суштината е борбени авиони. Немаме тенкови, имаме? Не, тие се И заменети. тие ги немаме. Имаме Тие се тенкови се зам- моментално. Тие се заменети со модерни средства. Имаме ли тенкови? Тие се заменети со модерни средства. Апсолутно тенкови од стар тип, такви какви што биле Било тие. какви, дали имаме тенкови? Не, и согласно планот за развој на армијата не треба да имаме, туку одиме кон модерна и софистицирана А опрема. ние ништо не треба да имаме очигледно. Не, ние имаме и имаме многу повеќе од тоа што сме имале пред 7 години и тоа го покажуваат и вложувањата кои се направени во армијата, и луѓето кои ја знаат малку повеќе проблематиката, уште подобри од мене. Извинете што ќе ја прекинам, Кажете. велат ловечко друштво вика сега може да не окупира. Не би рекла. Јас не би велела никогаш да ја подценам армијата, затоа што подценувањето на армијата е подценување на државата. Не, подценувањето на ресурсите кои ги има армијата, Армијата немојте да денес- го префрлате. армијата Гледачите денес- не коментираат за војниците. Коментираат за вас како министерка и коментираат втор дел за тоа каква опрема имаме. Армијата денес е многу поопремена од тоа што била пред 10 години. И тоа може секој, еве ја повикувам и комисијата за одбрана која е надлежна за тоа, практично да повели, и многу често сме ја повикувале, комисијата да повели да види што се армијата има во своите ресурси. Тенкови немаме, со што ги заменивме, може да прашам. Тие се заменети со лесните оклопни возила и со страјкерите кои ќе почнат со испораката следната година. А зашто не почекавме да не ги спорачаат па да ги Затоа даваме што тие тенковите? веќе беа ставени надвор од употреба заради потрошени ресурси и согласно овој план, кој што е водилка, не е тоа желба на еден министер, туку е водилка за развој на армијата и одбранбениот сектор, е всушност тие биле веќе испишани од употреба заради недостатоци, заради нивна дотрајаност. Никола Каевски вели ние сме ридско-планинска земја, ни треба силно воздухопловство, треба да бидеме спремни повеќе со авиони, хеликоптери, дронови и така натаму. Хеликоптерите се веќе во фаза на набавка и со до моето заминување тимот работеше интензивно на проектирање на следниот проект, а тоа е набавка на дронови за Како повеќе вака наместа. све набавуваме, а све дадовме пред време. Во ред, ја сваќам логиката и го сваќам одговорот и гледачите сваќаат веројатно дека биле во употреба, но никогаш не се знае кога би требало да се вратат во употреба, што би се случило утре, како би се случило утре. Ме разбирате, забелешката генерално е дека вие прво викате оп па скокате, наместо да скокнете па да речете оп. Не е така. Сега ќе ви објаснам зошто. Кога велам ставени во употреба или потрошени ресурси, тоа значи дека тие се неупотребливи за нашата армија. Па сега објаснете ми, вие им дадовте неупотребливи тенкови на украинците? Ако ми дозволите, ќе објаснам. Значи, согласно она што го нареков наш план за развој на одбранбените способности, тие средства кои сме ги дале не се веќе во употреба и нема да бидат затоа што ги заменуваме со нови. И согласно концептот на трансформација на армијата, такви единици не се предвидени или се предвидени со поинаква опрема. Согласно истиот тој план и согласно стратешките документи на државата, имаме обврска да се ослободиме во иднина од таа опрема. Сега,
кога стигнуваат барањата од украинската страна, стигнуваат многу барања. И стигнуваат со најразлична опрема. Дел од таа опрема ја имаме, но ја користиме или се разбира предвидена во формацијата на армијата. Таа опрема никогаш не сме ја дале и нема да ја дадеме. Она што сме дале е тоа кое што не можеме да го користиме, за кое немаме доволно ресурси да го поправиме и кое не треба да го поправуваме, бидејќи не треба согласно овие одбранбени